Si bил еднаш еден млад човек, доста незрел и неискусен во животот, но со желба за учење. Многу го интересирале антиквитетите и секогаш со нетрпение ги посетувал сите различни продавници за антиквитети за време на неговите патувања во Европа. Со текот на времето, кај него се развил голем интерес за античка керамика, особено за шолји и за чај. Чувствувал како секоја днев да има своја приказна. Еден ден, во една запуштена, мрачна антикварница, забележал необична прекрасна шолја со мотиви карактеристични за турската естетика. Смеам ли да ја видам она убава шолја? Ми се чини како да доаѓа од Турција, го прашал продавачот. Кога продавачот му ја дал шолјата, момчето почнало внимателно да ја проучува и да се воодушевува на незината убавина. Се прашувал како е можно да постои ваква убавина. Веднаш ја купил, без размислување, и ја ставил на посебно место во својот дом. Гледајќи ја од каучот како блеска во сиот свој сјај, момчето почнало да размислува и полека потонало во длабок сон. Шолјата почнала да говори. Јас не бев одсекуваш шолја за чај. Бев само еден обичен куп црвена глина на земјата. Времето поминуваше, а јас само седев таму и чекав. Што чекав, не знам, ама имав некој длабоко чувство дека ова не е целта на мојот живот. Тогаш еден ден дојде мојот господар. Ме одведе во неговата работилница и ме стави на неговата маса. Не бев сигурна што следи, но чувствував дека нешто се спрема. Бев многу изненадена кога тој одеднаш почна да ме удира од дрвената маса. Одново и одново ме удираше и ме месеше со неговите раце. Додека конечно не вриснав. Не прави го тоа, остави ме на мира. Но тој само се насмевна и нежно проговори. Се уште не. И тогаш, вум, ме стави на граничарското тркало и се врте во круг непрекинато, додека целосно не изгубив чувство за ориентација. Престани, зар не гледаш дека ми станува лошо? Тргни ме од тркалото. Но господарот само кимна со главата и тивко проговори. Се уште не. Продолжи да ме привиткува и обликува и тогаш многу внимателно ме стави во печката. Не разбрав зошто сака да ме изгори. Никогаш претходно немав почувствувано таква топлина. Викав и молев да престане, да ме остави. Претопло е, те молам извади ме од тука, пред да биде предоцен. Можев да здирнам низ малиот отвор и да прочитам од неговите усни додека ја вртеше главата и тивко говореше. Се уште не. Кога мислев дека не можем веќе да ја поднесам жештината, се отвори вратата. Господарот внимателно ме извади и ме стави на полицата и јас почнав да се оладувам. Се чувствував толку добро кога ме остави на мира. Но тоа не беше крајот. Откако се оладив, внимателно ме подигна, ме погледна и ми ја избеше прашината. Потоа донесе боја со надпис глазура. Мојот господар ме собра и почна да ме четка. Зема четка за боње и почна да ме обојува. Миризбата беше толку јака што мислев дека ќе се онесвестам. Вика: те молам, немаш милост, зарем не ја разбираш мојата мака? Те молам, откажи се од мене, престани. Но тој повторно само кимна со главата и рече: се уште не, се уште не си готова. Неочекувано брзо повторно ме врати во печката. Овој пат таа беше дупло потопла од претходниот пат. Знаев дека можам да се задушам. Чувствував како полека, но сигурно доаѓа смртта. Молев, викав, се заканував. На крајот почнав да плачам без солзи. Но тој само се насмевна и ми рече: се уште не. Бев уверена дека вакво нешто не би можела да издржам. Готова бев да се откажам. Токму во тој момент кога бев целосно исцрпена, вратата се отвори и господарот рече: сега. Тој внимателно ме извади, повторно ме стави на полицата да се оладам. Чекав и чекав и чекав. Околу 1 час подоцна тој се врати, стави огледало пред мене и рече: погледни се. Во одрезот на огледалото видов нешто посебно и единствено. Убавина која не може да се опише со зборови.
Секогаш се сметав себе си за обичен куп земја, но сега бев нешто многу повеќе. Тивко изустив. Не е можно ова да сум јас. Премногу убавен. Со глас полн сочувство господарот ми објасни. Тоа е тоа што треба да бидеш. Знам дека те болеше кога те тркалав и месев на масата. Но да не го направив тоа, ти ќе се скршиш. Знам дека изгуби чувство на ориентација кога брзо те вртев. Но да не беше тоа, ти никогаш немаше да добиеш ваков облик. Знам дека испарувањето на бојата од глазурата беше неподносливо кога те насликав цела. Но да не го направив тоа, ти не би имала ни една боја во твојот живот и не би станала поцврста. Ако те стави во друга печка, знаев дека тоа ќе биде најтешкиот дел, но ако не те стави во неа, немаше да го издржиш притисокот во животот. Твојата сила немаше да биде сочувана и немаше да издржиш многу долго. Но сега можеш да видиш, дури и кога мислиш дека е премногу тешко, јас се грижев за тебе. Цело време знаев што ќе бидеш денес. Го имав крајниот продукт на ум од денот кога прв пат те допрев. Сега си целост. Понекогаш, она што на нас не изгледа како разочарување, всушност е Божје подготвување за нешто подобро. Може би се чувствувате како ова е шолја за чај, погодени од бурите на животот, мислејќи дека сте сами и повредени. Но наместо да станете негативни и огорчени, знаете дека Бог се уште има добар план за вашиот живот. Тој ги зема сите разочарувања и обезхрабрувања и ги користи за да го ослободи. Дури и кога не разбирате што се случува околу вас, разберете дека Бог работи за ваше добро. Тој има план да ве благослови, да ве развие и да ве направи посилни и подобри од кога и да е.